Со транспаренти со пораки до председателот на Европскиот совет Доналд Туск, кој денеска е во посета на Македонија, и до Европската унија, напишани на англиски и на германски јазик, и со фолклорно друштво на чело на маршот, помина денешниот протест на иницијативата за заедничка Македонија. Наместо по вообичаената маршрута од владата до собранието, демонстрантите попладнево се движеа од владата до седиштето на Европската унија во Скопје, каде што го завршија протестот. На Туск му порачаа дека повеќе сакаат интеграција од дезинтеграција и побараа почит од Европската унија. Организаторите на протестот изразија задоволство од пораките на Туск по денешната средба со председателот Ѓорѓе Иванов. Денот е добар, затоа што конечно чувме и ронка разум. Некој европски политичар да каже дека сепак е ова внатрешен проблем. Дека овој проблем нема да се решава со мачкари, посредници, по ексклузивни населби. Туку тука, во Македонија, демократски и народот ќе одлучи. Неколку илјади граѓани денеска по 36 пат излегоа на улиците на Скопје на протест против двојазичноста, која според нив ќе води до федерализација на земјата. Повторно му се заблагодарија на председателот Иванов зашто не му го дава мандатот за состав на нова влада на лидерот на СДСМ Зоран Заев, додека како што велат не се откаже од тиранската платформа. За разлика од еврокомесарот за преговори за проширување Јоханес Хан и шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини, кои претходно директно побараа од председателот Иванов да му го даде мандатот за состав на нова влада на новото парламентарно мнозинство, Туск денеска рече дека решението е во Македонија. Оваа продолжена криза ја задржува вашата земја на незиниот евроатлантски пат. На вас останува да најдете решение кое што ќе биде засновано на демократските начела, пристојност и здрав разум. Само таквото решение може да биде одржливо. Кога ќе го пронајдете, можете да сметате на нашата поддршка. Демонстрантите оваа изјава ја толкуваат како покажување разум од страна на Европската унија.